За реализација на поставените стратешки цели мора да се превземаат конкретни мерки и тоа паралелно во повеќе области на енергетиката, како што се мерки за енергетска ефикасност, за заштеда на енергија во сите сектори, користење на обновливите извори на енергија кои што ја намалуваат увозната зависност на Република Македонија од енергија и енергенси, и изградба на нови објекти за производство и пренос на енергија кои се економски и финансиски испатливи или пак оправдани. Главна активност на владата на Република Македонија е да создаде стабилна правна рамка, усогласена со законските и подзаконските акти од сите сектори, а во насока на создавање на погодна клима за привлекување на инвестиции во енергетскиот сектор. Приоритети и на Министерството за економија, но и на енергетските компании е создавање на стабилен пазар, односно раст на производството и намалување на потрошувачката. Благото намалување на потрошувачката на електрична енергија укажува на се поголемата примена на енергетска ефикасност во работењето, но и примена на нови софистицирани технологии кои што нудат помална потрошувачка на енергија. Како резултат на изградба на нови капацитети и ревитализација на веќе постојните енергетски капацитети се очекува производството на електрична енергија од термоцентралите на лигнит во 2014 година да изнесе околу 4500 гигават часови или 65% од вкупното производство на електрична енергија во Република Македонија. Во 2014 година вкупната потрошувачка на електрична енергија во износ од 80% ќе се обезбеди од домашното производство. Нето увозот во 2014 година е планиран да биде за 27,5% помал во однос на увозот во 2013 година, односно да изнесува 1666 гигават часови и ова е ради планираното производство на ТЕТО, кое е предвидено да изнесува 871 гигават часови, додека во 2013, значи оваа година, истото изнесуваше околу 554 гигават часови. Во делот на софтверот, во делот на собирање на податоци кои што може би во подзаконскиот акт или во законот со мала промена да се направи да не биде како што е сега, да Министерство за економија се јавува до чинителите, до нас да се испраќа, а ние ако имаме проблем да не можеме да се јавиме на чинителите, него пак преку Министерство за економија да иде. Мислам дека треба да го направиме да биде во една релација, која што ако го собираме ние како податок, да чинителите директно соработуваат со нас, ако се размислува во некој друг правец или промена на законот за енергетика, како што верувам дека и би требало да делува и агенцијата или заводот статистика, каде што нивните податоци исто се меродавни, податоците кои што треба да се добијат од царина, кои што исто се меродавни, и сите оние други институции кои што верувам дека би требало да ни дадат една поголема помош во делот на реализација на целосниот енергетски биланс. Меѓутоа морам да напоменам, чинителите мора да го прифатат она што е дадено во законот, она што е нивна обврска, да сите квалитетни податоци ги стават во табела и таа табела да не се разликува и во мерките и во статистиката што ја водат поединично. Таа да биде унифицирана, за да можеме унифицирано што побрзо да спроведеме и истата, барем по овој закон, да ја предадеме што побрзо до Министерство за економија, а заеднички со статистика и со другите институции на овакви работеници да ги испегламе сите неправилности кои што се појавуваат при собирање на овие податоци.